Никола Мицевски. Сосема на кратко, во текстом, господине министер, да ова е еден проект кој што го почна претходната влада и од кој што бенефит видоа голем број на граѓани. Знам дека е планирано до 2020 година да бидат изградени над 1700 станови. Во 32-33 колку згради беа вкупно. Нови станови е планирано да се градат во Виница, Скопје, Пробиштив, Свети Николе, Кочани веќе се распределени, Македонски Брод, мислам дека Гостивар е завршена зградата, меѓутоа сметам дека досегашните искуства се позитивни и затоа што се решаваат животни прашања на социјално загрозени семејства од Република Македонија. Луѓето благословуваат онаму каде што има такви згради. Ние таква зграда имаме направено и во Штип, каде што поделивме 99 станови на социјално загрозени семејства. Знаеме што значи тоа и се надевам дека ќе го зголемите овој проект, иако веќе има обезбедено одредени средства кои што дел се од буџетот, дел се од Банката за развој при Советот на Европа и интенцијата моја беше само да алармирам дополнително за зголемување за буџетот за вакви категории на активности да се прават. Да се обезбедуваат средства за социјално ранливите категории, за станови кои што ќе решат животни прашања на луѓето, а не да се даваат прашања во фондот за иновации или слични такви пари кои што завршуваат на разни сомнителни начини, па потоа луѓето откако ќе ги откриеме да се откажуваат од средствата кои што ги добиле преку фонд за иновации или слични такви средства. Ви благодарам.